Јаковово послание, глава 1. Јаков, слуга на Бога и на Господа Исуса Христа, до 12 распрснати племиња, поздрав. Сметајте ја за чиста радост, браќа мои, кога ќе паднете во разни искушенија, знаејќи дека испитувањето на вашата вера создава трпение, а трпението нека има совршено дело, за да бидете совршени и потполни, без никаков недостаток. Ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја моли од Бога, кој им дава на сите изобилно и без укор, и ќе му се даде. Но да моли со вера, без никакво сомнение, зашто оној кој се сомнева е сличен на морскиот бран, кого ветерот го издига и го тера. Таквиот човек да не мисли дека ќе прими нешто од Господа. Човекот со разделена душа е непостојан во сите своји патишта. Бедниот брат да се фали во својата возвишеност, а богатиот во својата понизност, зашто ќе помине како цветот на тревата, зашто сонцето изгреа со жега и ја осуши тревата, па нејзиниот цвет отпадна и исчезне убавината на нејзиниот изглед. Така и богатиот ќе овене во своите патишта. Блажен е човекот кој поднесува искушение, зашто кога ќе биде испитан, ќе прими венец на живот, што Бог им го ветил на оние кои го љубат. Ниеден кој е искушуван да не рече: Бог ме искушува, зашто Бог не се искушува од злото и самиот никого не искушува, туку секого го искушува неговата собствена поход, која го влече и го мами. Потоа походта зачнува и раѓа грев, а направениот грев раѓа смрт. Не заблудувајте се, возлюбени браќа мои. Секој добар дар и секој совршен подарок доаѓа од озгора, од таткото на светлината, во кого нема измени, ниту сенка од промена. Тој не роди според својата волја преку словото на вистината, за да бидеме првина на неговите созданија. Знајте го ова, возлюбени браќа мои, секој човек да биде брз во слушањето, а бавен во зборувањето, бавен на гнев, зашто човечкиот гнев не создава правда пред Бога. Затоа отфрлете од себе секаква нечистота и последниот остаток на злобата и примете го со кротост во вас насаденото слово, кое може да ги спаси вашите души. Но бидете извршители на словото, а не само слушатели, кои се измамуваат себе си. Зашто кој го слуша словото, а не го извршува, сличен е на човек кој го наблюдува своето природно лице во огледало, ќе се погледне и ќе замине, и веднаш заборава каков бил, а кој ќе се загледа во совршениот закон на слободата и остане во него, не како заборавлив слушател, туку како вистински извршител, тој ќе биде блажен во својата дејност. Ако некој мисли дека е побожен, а не го зауздува својот јазик, туку го мами своето срце, неговата побожност е суетна. Ова е чиста и неизвалкана побожност пред Бога и Таткото, да бидат посетувани сираците и вдовиците во нивните неволји, и самиот да се пази себе си непорочен од светот. Глава 2. Браќа мои, имајте вера во нашиот славен Господ Исус Христос, не гледајќи кој е кој. Зашто ако на вашето собрание дојде човек со златен прстен и со светла облека, а влезе и сиромав во бедна облека, па погледате во оној во светлата облека и му речете: ти седни тука убаво, а на сиромашниот му речете: ти стој таму или седни до моето подножје. Не правите ли разлики помеѓу себе и така станавте судии со лоши помисли? Послушајте, возлюбени браќа мои, не ги избрали Бог оние кои се сиромаси пред светот, за да бидат богати во вера и наследници на царството, кој им го ветил на оние кои го љубат.
а вие го презревте сиромавиот. Не се ли богатите тие, кои ве угнетуваат и ве влечат по судилиштата? Не го хулат ли тие доброто име, со кое сте наречени? Ако пак го исполнувате царскиот закон, според писмото, љуби го својот ближен, како самиот себе, добро правите. Но ако гледате на лице, правите грев и законот ве осудува како престапници. Зашто кој го пази целиот закон, а се сопне само во едно, станува виновен за се. Зашто оној кој рекол, не прави прељуба, рекол и не убивај. Ако не направиш прељуба, а убиеш, стануваш престапник на законот. Така зборувајте и така постапувајте како луѓе, кои ќе бидат судени по законот на слободата. Зашто судот нема милост кон оној кој не покажувал милост. Милоста слави победа над судот. Каква е ползата, браќа мои, ако некој рече дека има вера, а нема дела? Може ли верата да го спаси? Ако некој брат или сестра се голи и без секој дневната храна, па некој од вас им рече, одете си во мир, стоплете се и наситете се, а не им даде она што им е потребно за телото, каква е ползата? Така и верата, ако нема дела, мртва е сама по себе. Но ако некој рече, ти имаш вера, а јас имам дела, покажи ми ја својата вера без дела, а јас ќе ти ја покажам верата од моите дела. Ти веруваш дека има само еден Бог, добро правиш, и бесовите веруваат и треперат. Сакаш ли пак да сознаеш, суетни човеку, дека верата без дела е мртва? Нашиот татко Авраам не беше ли оправдан од делата, кога го принесе на жртвеникот својот син Исак? Гледаш ли дека верата соработуваше со неговите дела и дека верата преку делата стигна до совршенството? И така се исполни писмото кое вели: Авраам му поверува на Бога и тоа му се засмета за правда и се нарече Божи пријател. Гледате дека човекот се оправдува преку дела, а не само преку вера. Исто така и блудницата Раав не се оправдали преку дела, кога ги прими согледувачите и кога ги испрати по друг пат. Имено, како што е телото без дух мртво, така и верата без дела е мртва. Глава 3. Не бидете, браќа мои, мнозина од вас учители, зашто знаеме дека ќе бидеме построго судени за тоа. Зашто сите ние грешиме многу. Ако некој не греши во зборувањето, тој е совршен човек, способен да го заузда и целото свое тело. И кога на коњите им ставаме узда во устата, за да ни се покоруваат, и можеме да управуваме со целото нивно тело. Ете, и корабите, иако се толку големи и се гонети од силни ветрови, со нив управува мощне мала крмичка, каде што сака кормиларовата волја. Така и јазикот е мал член, но се фали со големи работи. Ете како мал оган запалува голема шума. И јазикот е оган, свет на неправда. Јазикот се наоѓа меѓу нашите членови, го онечистува целото тело и потпален од пеколот, го запалува текот на нашиот живот. Зашто секаков вид зверови и птици, лазачи и морски животни се скротуваат и се скротени од човечкиот род, но никој од луѓето не може да го скроти јазикот, немирно зло, полн со смртоносен отров. Со него го благословуваме нашиот Господ и Татко, и со него ги проколнуваме луѓето, кои се создадени според Божјо подобие. Од истата уста излегува благослов и проклетство. Тоа не смее, браќа мои, да биде така. Тече ли од изворот, од ист извор, сладка и горчлива вода? Може ли, браќа мои, смоквата да роди маслинки или лозата смокви? Така ни солениот извор не може да даде сладка вода.
Кој е меѓу вас мудар и разумен? Со добро владење, нека ги покаже своите дела во мудра смиреност. Ако ли пак во своето срце имате горчлива завист и карање, не се фалете и не лажете против вистината. Тоа не е мудрост која слегува од озгора, туку е земна, душевна, демонска. Зашто каде се зависте и карањето, таму е неред и секакво лошо нешто. А мудроста која доаѓа од озгора, пред се е чиста, потоа миролюбива, блага, покорна, полна со милост и добри плодови, непристрасна и нелицемерна, а плодот на правдата се сее во мир за оние кои создаваат мир. Глава 4. Од каде се војните и од каде се борбите меѓу вас? Не доаѓаат ли од вашите страсни желби, што се борат во вашите членови? Сакате и немате, убивате и завидувате, и не можете да постигнете. Се борите и војувате. Немате, зашто не молите. Барате, но не добивате, зашто барате погрешно, за да го трошите во вашите страсни желби. Прелюбници, не знаете ли дека пријателството со светот е непријателство против Бога? И така, кој сака да му биде пријател на светот, му станува непријател на Бога. Или мислите ли дека писмото вели напразно: до ревност го љуби духот кој живее во нас, но дава поголема благодат. Затоа вели: Бог им се противи на горделивите, а на смирените им дава благодат. И така, покорете му се на Бога, а противете се на ѓаволот и ќе побегне од вас. Приближете се кон Бога, и тој ќе се приближи кон вас. Исчистете ги рацете, грешници, и очистете ги срцата, луѓе со разделена душа. Бидете нажалени, тагувајте и заплачете. Вашата смеа нека се претвори во тага, а радоста во жалост. Бидете понизни пред Господа, и тој ќе ве возвиши. Не клеветете се еден друг, браќа. Кој го клевети својот брат или го суди својот брат, го клевети законот и го суди законот. А ако го судиш законот, не си извршител на законот, туку негов судија. Само еден е законодавец и судија, кој може и да спаси и да погуби. А кој си ти, што го осудуваш ближниот? Слушајте сега вие кои велите: денес или утре ќе одиме во овој или во оној град, и таму ќе останеме една година, и ќе тргуваме, и ќе спечалиме. Вие кои не знаете што ќе биде утре, зашто што е вашиот живот? Вие сте пареа која се јавува за миг и потоа исчезнува. Место да зборувате: ако Господ сака, ќе живееме и ќе направиме ова или она, вие сега се фалите во својата надуеност. Секоја таква фалба е зла. И така, кој знае да прави добро, а не го прави, грев му е. Глава 5. Послушајте сега, вие богати, плачете и ридајте над неволите што идат на вас. Вашето богатство изгни, и молците ги изедоа вашите раскошни облеки. Вашето злато и сребро зараѓа, и нивната рѓа ќе биде сведоштво против вас, и како оган ќе ги проголта вашите тела. Насобравте богатство во последните денови. Еве, платата на работниците, кои ги ожнија вашите ниви, што вие им ја скусивте, вика, и извиците на жетварите дојдоа до ушите на Господ над силите. Вие живеевте на земјата раскошно и разуздано, ги подхранивте своите срца, како за денот на клање. Го осудивте, го убивте праведникот, и тој не ви се противи. И така, бидете трпеливи, браќа, до Господовото доаѓање. Ете, земјоделецот го чека скапоцениот род од земјата.
Чека трпеливо, додека не го прими раниот и доцниот дожд. Чекајте трпеливо и вие, зацврстете ги своите срца, зашто е близу Господовото доаѓање. Не воздивнувајте, браќа, еден против друг, за да не бидете осудени. Ете, судијата стои пред вратата. За пример на злострадањата и на долготрпението, земете ги, браќа, пророците, кои зборуваа во Господово име. Ете, блажени ги наречуваме оние кои претрпеа. Чувте за трпењето на Јов, а видовте како Господ го заврши тоа, зашто Господ е многу милостив и сочувствителен. А пред се, браќа мои, не колнете се ни во небото, ни во земјата, ниту со некаква друга клетва. Вашето да биде да, а вашето не, за да не паднете под суд. Страда ли некој меѓу вас, нека се моли. Весел ли е некој, нека го фали Бога. Боледува ли некој меѓу вас, нека ги повика старешините на црквата, и тие нека се помолат над него, и нека го помажат со масло во името на Господа. И молитвата на вера ќе го спаси болниот, и Господ ќе го крене. Иако направил гревови, ќе му бидат простени. И така, исповедајте си ги гревовите еден на друг и молете се еден за друг, за да остравите. Делотворната молитва на праведникот има голема сила. Илија беше човек по природа, ист како и ние, и се помоли со молитва да нема дожд, и не падна дожд на земјата 3 години и 6 месеци. И пак се помоли, па небото даде дожд, и земјата го произведе својот плод. Браќа мои, ако некој се отклони од вистината и некој го поврати, нека знае дека оној кој ќе го врати грешникот од неговиот заблуден пат, ќе ја спаси неговата душа од смрт и ќе покрие мноштво на гревови.